Објектот на ловниот дом во Кочани, изграден пред повеќе од 6 децении, е во очајна состојба. Нема ни трага од естетскиот изглед на зградата, која своевремено представуваше гордост и доминираше на локацијата. Приодот до неа е отежнат, затрупан во ѓубре, што е потврда дека одовде никој не поминал подолг период. На вратата оставена сметка за комунални услуги од водовод, но ниту има кој да ја земе, ниту да ја плати, со оглед што ловното здружение веќе неколку години не функционира. Ниту поранешното еколошко друштво Здрав живот, кое овде користеше дел од просторот, веќе не постои. На него подсетува само надписот на ѕидот. Кровната конструкција на објектот е сериозно оштетена. Искршени се прозорци, жици од телефонска и електрична инсталација висат од сите страни. Во внатрешноста се гледа дотраен и искршен инвентар. Сопственоста над зградата ја има општина Кочани. На јавната расправа за нацрт буџетот за 2023, што се одржа пред неколку дена, беше упатено прашање до вработените во општинската администрација, имаат ли идеја што ќе прават за да го заштитат објектот од натамошно распаѓање. Освен грчење рамења и коментар што не беше одговор, впечаток е дека на ловниот дом не му се пишува арно, барем не за скоро време. Можеби треба да се размисли дел од просториите да се адаптираат и да им се дадат на користење на граѓански здруженија кои немаат соодветно седиште или пак работат на домашни адреси. Ако не за друго, барем да се наплати некаква кирија за колку толку да се одржува внатрешност и надворешноста на објектот. Во спротивно, тој лесно може да се најде во истата состојба како хотелот Турист или старата касарна, на пример.